Полицијата во акцијата за разбивање на фалсификаторска група заплени идентични машини како што можеа да се видат на снимките објавени од редакцијата на Фокус пред една година, кога беше објавена афера за фалсификувани пасоши. Според извори во истрагата, како што пренесуваат дел од медиумите, изгледот е идентичен со тој што го објави неделникот Фокус, сакајќи да конструира сторија со која ќе се обвини власта како одговорна за незаконско печатење документи. Освен тоа, запленети се 3 секачи, една преса, апарат за обработка на пластика, различни видови хартија, налепници и печати од повеќе правни лица. Одземени се и компјутери и голем број надворешни хард-дискови, а во еден од компјутерите се пронајдени 520 подготовки во Corel за лични карти, кои требало да бидат фалсификувани. Одземени се и повеќе ласерски печатачи и листови од разни банкарски свифтови, кои требало да бидат употребени за фалсификување и фабрикување афери. Тоа што ги зачудило и органите на прогонот е фактот дека кај еден од осумничените биле пронајдени и 78 заштитни елеци, односно панцири, за која намера им биле и дали претходно некаде ги употребиле, истрагата дополнително ќе утврдува. Криминалната група што беше приведена има дебело полициско досие. Меѓу кривичните дела за кои биле гонити има и такви од областа на насилниот криминал. Не се исклучува можноста панцирните елеци да треба да бидат логистичка подршка за друга криминална група. Знам дека има индиции дека се работи за субјекти кои се познати не само на национално ниво. Нивните активности имаат и прекуграничен карактер, односно индиции дека се вклучени во транснационален криминал поврзан со фалсификување на документи. Најдени се една широка палета на фалсификувани документи за идентитет, истакна дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков, коментирајќи го откривањето на фабриката за изработка на лажни документи. Мојот прв коментар беше дека за да нема шпекулации потребно е да се преземат итни мерки и активности за да се расчисти прашањето дали овие лични документи се искористени за изборни цели. Со едноставни проверки во ДИК и статистика се даде одговор на ова прашање и се утврди дека дефинитивно тие лични карти не беа употребени во изборниот процес. Меѓутоа, припадници на МВР продолжија со своите активности и дадоа одговор на прашањето кој ги има фалсификувано. Не би сакал да прејудицирам со детали од истрагата која е во надлежност на јавното обвинителство, но останува прашањето зошто и дали фалсификуваните документи со лични податоци се употребени за други цели, вели Чавков. Тој изрази уверување дека јавното обвинителство заедно со одделот за борба против организираниот криминал ќе спроведат темелна истрага и ќе ги расчистат сите аспекти на овие криминални активности. Специјалното јавно обвинителство ја одложи за денеска најавената главна расправа по предметот познат во јавноста како пуч. Како што соопшти јавната обвинителка Катица Јанева, причината за одлагањето е потребата за целосно да бидат запознаени со содржините на доказите кои се доставени до судот, а кои не се содржани во обвинителниот предмет што им бил доставен. Судењето е презакажано за 14 јануари до година. Зоран Заев, лидерот на СДСМ, инаку конечно се појави пред судот на денешното рочиште во Скопскиот основен суд 1 за случајот пуч, но судењето е одложено бидејќи на рочиштето не се појави специјалната обвинителка Катица Јанева. Со 6,25 милиони франци грант од Швајцарската конфедерација во следните 4 години во Македонија треба да бидат отворени над 2000 работни места и да се зголеми нето притходот за 1,5 милиони евра на над 1000 мали и средни предпријатија. Станува збор за проектот Зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка, што ќе го спроведува Swiss Contact во соработка со локалниот партнер Преда Плюс. Проектот со методологијата за системски развој на пазарот се надополнува со економските програми на владата насочени кон зголемување на економскиот раст и вработување, внесување иновации, забрзан технолошки развој и подобрување на конкурентноста на македонските компании, рече вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на потпишувањето на меморандумот за соработка за програмата со вршителот должност амбасадор на Швајцарија во Македонија Катарина Штокер. Активностите во програмата се фокусирани на секторите туризам, креативна индустрија и зелена економија. Припадниците на Исламската држава ги спречуваат цивилите да го напуштат Рамади, а ирачката армија планира напад за повторно воспоставување на контролата над градот, изјави портпаролот на ирачкото Министерство за одбрана Насер Нури. Семејствата кои успеале да побегнат од Рамади тврдат дека Исламската држава не дозволува заминување од градот и планира цивилното население да го искористи како жив штит. Авиони на ирачката армија вчера фрлаа летоци со кои се предупредуваа граѓаните дека имаат 72 часа да го напуштат градот и содржат мапа за безбедни рути за излез. Според податоците на ирачките разузнавачки служби во центарот на Рамади, престолнина на провинцијата Амбар, се наоѓаат од 250 до 300 џихадисти. Исламската држава го зазеде градот во мај.